Зад воланот треба да се чувствуваме безбедно и сигурно, но дали сте знаеле дека најголемите автомобилски компании собираат лични податоци за вас преку компјутерскиот систем? Доволно е се поврзате со некои од популарните автомобилски системи на Google и Apple и точно ќе знаат каков возач сте, каква музика слушате, каде патувате, па дури и каква е вашата здравствена состојба. Треба само да го поврзете вашиот смартфон. Во истражувањето на фондацијата Mozilla, 25 најголеми автобрендови собираат податоци за возачите преку камерите, микрофоните, сензорите и тракерите во колата. 85% од нив потоа податоците ги продаваат или споделуваат со трети страни. Над 90% од нив не им оставаат избор на корисниците како ќе се управува со нивните лични податоци. Единствено европските брендови се принудени да ви овозможат бришење на личните податоци благодарение на GDPR регулативата. Самите податоци се користат за подобрени услуги, но ризикот доаѓа од можната злоупотреба. Едноставно, квантитетот на собраните лични податоци е обемен. Тој им остава и голем простор на хакерите и сајберкриминалците за експлоатирање на слабостите и дупките во безбедноста. Речиси секој нов автомобил има опција за поврзани услуги преку смартфон и тешко е да се избегне собирањето на овие податоци. Неодамна Мерцедес, BMW и Hyundai беа жртви на изложеност на базите на податоци, но тие тврдеа дека не се протечени информации за самите корисници. Сепак, зголемениот притисок за заштита на личните податоци и свесноста на возачите може да ги подобри практиките на автобрендовите.